озвучуваме оваа книга Друм за Македонија од Тихомир Стојановски, тоа сум јас, професор на Факултетот за драмски уметности во Скопје, по предметот Сценски говор, издадена Скопје, Македонија 1997 година, лицеум едиција. Дел од овие текстови излегуваа и во неделникот Дело. Потоа почнаа да излегуваат во неделникот Македонско сонце. Пишувана пред 30 години, која зборува за некои македонски проблеми, теми кои ден денеска стануваат видливи. И тогаш никој не пишуваше на ова. Туку се создаде една антимакедонска битка на затечени историчари, интелектуалци во Македонија, кои не смееја до тогаш, знаеа што значи цензура и така натаму. Тоа е таа цела суштина. И зошто ја објавувам? Затоа што ме подсетува на едно време кога ние биевме битки за македонската историска вистина. Дали на еден народ некој сака, сатаната, например, да му го оспори правото на суштествување. Страф од македонец, од 34-та страна. Слободата не е лесна работа. Треба да се заслужи со секојдневната борба. Тажно е кога македонецот има потреба да биде некој друг или да го направат насила или за пари. Може би постои страф од македонецот. Средниот слој има потреба од татко или водач. Бегство од слободата. Каква е логиката бегајќи од Белград да иташ кон Софија? Бугарската историја граничи со Македонија преку планината Олимп. Бугарија е инструмент за придружба. Ќе го најдете зборот Бугарија во на страница 48 од речникот на македонскиот јазик со српско-хрватски толкувања, кој неодамна доживеа трето издание. Тој содржи само 64.522 заглавни зборови, заглавени во толкувањата. Велми подобро да имаш каков било речник отколку никаков. Или подобро никаков речник од било каков. Бедно е кога македонецот има потреба да биде нешто друго или го тераат да се стори друго. Значи, Бугарија во множина Бугарија, зборувам за придружбата, дружбата, дружењето, држење, друг, некој друг, а може и друг пат, инструмент за придружба. Може, нели? Во една полемика забележив интересен топоним Македонијанин. Веројатно се однесува на македонците кои паднале од кај нашите соседи, како скапани крушки, кои имаат страв да бидат сами, како скапано овошје и зеленчук. Има таков остров во Белото море сам. Некој му додал едно ос и се добило самос. За островот крв, друг пат. Страната на втората страна е онаа страна. На онаа страна на планината. Македонците околу Пирин. Имаше еден манастир таму и вие сигурно ќе се сетите кој. Денеска имаме црква. Не ни е потребна страната на екзархијата. Кога ќе ти ја укинат црквата, ти останува или патриаршија, или екзархија. Кој е помалото зло? Кој е поголемото зло? Зло си е зло. Заземаш страна од онаа страна на Исус Христос. Исус, татковиот син на таткото небесен, воскресна. Предавство на Јуда, 30 сребреници, привременото име, менување на знамето неколку дена по атентатот на мирот, на председателот. Не учеа да ги проштеваме грешките. Председателот е човек. Човечки е да се греши, како некој силогизам античко-македонски. Треба да се има кураж да се повлечеш на време. Никој не е вечен освен таткото небесен и љубовта негова. Инаку Македонија ќе воскресне. Сигурни сте дека не сме умрени? Знае ли некој колку цркви има, а колку џамии во поранешнава? Поголем дел од нив беа дивоградби.
Никој не реагираше. Долг пат не чека до Македонија. Може би треба да се пресмета старосната категорија на црквите и џамиите. Како ќе го решиме проблемот со наталитетот? Или немаме таков? Министерот за култура на една емисија на телевизија рече вака: никој не е виновен, работите стојат. Претходниот председател рече: култура на неказнување. Па тоа се бандитизам и лоповизам, бесинко. Убаво е да си отворен за јавноста. ЈНА направи едно добро дело, кога ја оставаше Македонија на мала станица и дарува зграда. Каква е врската на театарот со војската? Мајаковски и Мајерхолд. Малку етимологија: Пандора, дарува, пан на старомакедонски господ, господин на полски, пан Богдан Комљенски, Дора, дар, дари, дарува, Пандора е направил Хефест од растопена лава. Тој како парафраза на тоа дека таткото небесе не создал од кал земја. Пандора е направил Хефест, Зев си дал Душан и сите божици и богови ја дарувале по нешто и така настанала Пандора. Многу бабици детето килаво. За нејзината кутија друг пат, може би кога ќе си заминува предеп, профор на скрби утеха ќе им подари зграда. А што ако нема намера да си замине? Атинците, македонците ги нарекувале варвари. Васе вториот ја доби титулата вулгароубиец, варвароубиец, веројатно мислене на оние кои не се со нив. Византија некаде во 10 векот, така наречената наша ера, варварите и вулгарите. Не треба да се заборави дека со Византија управувале и македонски цареви. 2 македонски династии имаме. Може би Цезар доаѓа од цар. Се вели поголем византиец и од македонецот. Зборот булгарин, турско-арапски термин, кој значи збирштина, видете во бугарскиот етимолошки речник. Се вели поголем варварин и од вулгаринот. Ете го Александар Македонецот, големиот, се обиде да го промени светот. Македонска работа, граѓанска работа. Големата Македонија се распадна. Граѓанската држава беше и Византија. И Југославија, и Босна, и 3 точки. Ни велеа кога ќе умре Тито, Југославија ќе се распадне и испадна така. Треба да се има кураж да се повлечеш на време. На поетските средби во Велестово еден наш поетски бард им се обрати на селаните со зборовите: граѓани на Велестово, качете се на Дохрид да го видите градот, Велестово. Со дрвеница на Мајаковски се качивме на планината. Се вика Водно. Воден е град во Долна Македонија. И имаме воден на островот Крит. И веројатно имаме вода во очите. Кои сме ние, вода ми се пие, реплика од представата. Во главниот град на поранешнава група деца во вечерните часови ограбуваат ученици од средните школи. Од онаа страна на Вардар доаѓа овде и врше рекет. Кој не верува, нека проверува. Демократијата влегува на голема врата. Демонкратија. Слободата е чувство на душата. Нема македонски манастир на Света Гора. Исусе на помош. Прашувам еден свештеник зошто е тоа така. Тој ми одговара: па ние немаме држава. Пазете, ова пред 30 години. И навистина ја имаме ли или не? Горди е името на фригискиот цар кој го заврзал јазолот. Јазолот го пресече македонецот. Дали Горди е помалку горд или повеќе после тоа? Гордоста е чувство на слободата, инаку гордоста е грев според Исус Христос. Оние кои што се плашат да бидат сами, своји, нели? Гордоста, македонијаните ни ја скротија граѓаноидство. Тие кои се плашат да бидат сами, своји, страф од македонецот, страф од слободата. Како ќе го решиме проблемот со наталитетот? Каква е логиката бегајќи од Белград да иташ кон Софија?
Среде се по старом македонски. Тажно е кога македонецот има потреба да биде нешто друго. Инаку основа на бугарската нација се македонците, другите се македонците муслимани, помаците, турците, ромите и мандрагонците и оние како ќе Аспарук до Курчев и компанија оногурци чукундурци. Слободата не е лесна работа. Тажно е кога македонецот го тераат насила или има потреба да биде нешто друго. Не е лесно да се биде македонец, нели? Граѓаните живеат во градовите, а селаните, кој не верува, нека проверува. Ето тие се тие текстови. Одиме сега пронатаму, 38 страна, Друм за Македонија. Книга која пишувана пред 30 години, која ги опфаќа состојбите што ни се случувале. Дали и македонецот е човек? Сте се запрашале ли некогаш кои биле актерите кои играле на сцената на македонските антички театри? Според Ција, македонците не биле грци, напротив, тие биле непријатели на грците. Во Светото писмо пишува Македонија и Ахаја, а тоа е времето по македонскиот голем период во историјата на светот. Мислам на античките театри. Ција тврди, ако е точно пренесена информацијата, дека Александар и македонците од тоа време биле илири. Дента кога се родил Александар Македонецот, се некој друг, големиот Пармений, еден од македонските генерали, ги победил илирите. Тоа би значило дека македонците се победиле себе си. Сте се запрашале ли некогаш каде исчезнал тракискиот јазик? Еве, например, да земеме еден компир. Имам тука во дворов компири. Сите знаеме што е тоа компир. Расте под земја и се јаде. Маслинката тврди дека компирот е маслинка. И цел свет го убедува дека е тоа така. А компирот си расте под земја и си молчи. Во речникот на македонскиот јазик фигуративното значење за компирот е глупак или тапак. Се сеќавате ли од каде порано купувавме кашкавал? Зборот кашка, страница 326, се додава на зборот вала, страница 53 и се добива кашкавал. Кашка и вала. Мислам на еден речник. Одиме понатаму. Истиот речник, а народот е различен. Зборот кутел, кутли, длабок дрвен сад, мера за жито или кутлица, плитко дрвено сандаче за брашно во воденица или кутлешница. Не ве подсетува ли ова на едно место кое денес е прекрстено во Вергина и од кое грците го откопаа сонцето? И тоа расте под земја како компирот. Затоа тие викаат, охи македонци, нема таков јазик, няма таков народ, няма. Нормално кога постоењето на македонците го негира, покажува дека ти си шизофрен идентитет, постмакедонски идентитет. Македонска приказна, македонска ера почнува 3000 години пред Христос или Кристос, што значи распнат на крст, раскрстен. Во кутлеш се собирало житото на израелски, се вели Месија, избраник. Го собрале истите оние кои оделе на представите во македонските антички театри. Го собирале. Себе си се именувале македонци. Он за себе вели дека е македонец, ти велиш не. Петар Богдан и македонецот, албански јунак. Ѓорги Кастриот запишува на македонски средновековен јазик. Мајка Тереза родена во Скопје. Татко и се вика Никола. Му бил пријател на мојот дедо Александар. Биле соседи. Знаете? Себе си се викале македонци. Името е привремено, а знамето сменето. Не ќе остане така. Сте слушнале ли за македонската приказна? Македонската посвета. Во речникот го среќавам зборот кабил. Пазете. Ти можеш мене да ме викаш како што сакам. Ти можеш дрвото да го викаш дека е птица. Но тоа останува дрво, не зависи од тебе. Кабил. Градот Кабиле го основал Филип II македонецот од Тракија на 346-344 година од македонската ера, а не од пред нашата. Кабиле значи намерно и го има во речникот на македонскиот јазик. Што ќе ни недостасуваше Јошко да си беше бесмртен
не ќе моравме да буричкаме во речнициве, ќе си живеевме по старо. Не ќе моравме да си ја учиме историјата, нашата, македонската приказна. Зборуваме за книги со Александар и Душко. Кои се тие? Александар и Душко. Македонци кои не се плашат да се кажуваат така. Ја сакаат македонската приказна. Тоа што ги одредил Господ да бидат македонци. Еден човек им отвори могила на оние кои го измислија Христос за да се спасат од Рим. Видете, тоа е веќе парафраза, се покајувам за ова. Тој не измислил нас. Од онаа страна на Вардарот. Евреите не можеле да му се заколнат на Александар, бидејќи претходно му биле заколнати на Јахве и на Дари, третиот персијанецот. Затоа 360 дена на сите деца им го давале името Александар или Александра во чест на македонецот. Александар е единственото нееврејско име кај евреите. Долга е заедничката дружба. Кога евреите дојдоа во Македонија, рекоа на најстарите народи да ви помогнеме ние. Тој му рече, не бе браќа, ние сме Словени. Кинезите кога дојдоа овде, најстариот народ да ви помогнеме, не бе браќа, ние сме. Ти сам од себе се откажуваш. Слава ти Господи Исусе Христе. Долга е заедни, ако на зборот човек му се додаде едно поранешен, дали со тоа се кажува дека него повеќе го нема? Мислам на човекот. Дали некогаш сте се запрашале, дали македонецот е човек? Во едно писмо, во еден неделник, во кој од време на време објавувам и јас сретнав интересна предложка, за да не навредат, децата на Букефал. Демек, ние сме деца на конјот. А тие се деца на конјот, тие беа на бугарската приказна. Нивното знаме беше конјска опашка. Тој што е, нас ни вика дека сме. Лоповот вели, ти си крадец. Се работи за конј. За речникот пишува вака. Слава ти Господи Исусе Христе. Зборот Дорија, значи Дорат или Дората с конј. Конјаниците на Филип и Александар се нарекувале Дори Махој. Дорија, Дорчо, убав конј. Махи, односно Мава, конјомавачи, удирачи на коњи. Жената на Ташко Белчев се именуваше Махи. Прекрасни луѓе од Егејска Македонија не го пуштија Ташко Белчев да појде на погребот на својата мајка. Коњите ги убиваат, зарем не со ум. Да ни е жив речникот, да ни порасне поголем. Македонија е лечилиште на попримитивни идентитети, постмакедонски идентитети, кои ние преку Господ Исус Христос ги учиме да љубат. Да му се намножат зборовите, на речникот да биде мах и да мава со ум, по оние кои се страшат од македонската приказна. По нив да мава. Драмскиот театар славеше 50 годишнина. Не знам дали тие се запрашале кои актери играле на македонските антички театри. Неоткопаните, македонијаните, односно они кои се страшат од македонската карма. Ајде да ги поделиме на граѓаноиди, паднати од етимолошкиот речник на еден наш сосед, на оние на кои им висат сликите, на еден човек по канцелариите, на маните и филите, на камилите, каде што македонецот е прогласен за Бог, и на друзи. Ако на зборот човек му се додаде едно поранешен, дали со тоа се кажува дека него повеќе или помалку го нема? Сте се запрашале ли некогаш дали македонецот е човек? Со Александар и Душко зборуваме за македонската голема ера, за приказната на македонците и сиките, за папокот на светот, за стравот од македонецот, за актерите кои играле по македонските антички театри, за потребата да се биде некој друг, за реинкарнацијата на македонската филозофска школа, за компирот, за маслинката, кашкавалот, за другарот Јошко, под ова исто небо под кое се играле, под кое играле актерите на македонските антички театри. Тие себе си се нарекувале македонци, а не компири. Дојдене часот и треба да го прифатиме бремето кој ни го дал Господ Исус Христос, создавајќи не како македонци избран сад, да го шириме Евангелието, светлината на светот. Останете ми добра мисла. 41 страна, судбината на една габа. Ја озвучуваме оваа книга Друм за Македонија, пишувана пред 30 години, да видите колку е актуелна. Ако треба да минете по патеката помеѓу киното,
домот на армијата и зградата на собранието, може да ви се случи да не можете да си појдете дома. Патот го блокирала полицијата. Председателот отишол во кино. Се даваше еден македонски филм. Ах бе, тоа доста со тоа македонци бе нервирате сичкото бе. Режисерот е од Турција. Ја играме представата Ние од скрби и утеха. Тоа беше прв пат се појави Александар Македонски на сцена. 96-та година, мислам. Кој е Александар Македонски? Ме прашува едно младо момче. Го покажувам на Владо Денчов. Александар немал брада, ми одговара. Се изнасмеавме. Дали откако ќе заврши последната реплика, представата се самоуништува. Бевме и кај Ѓорче Петров во населбата. Училиштето се вика Кочо Рацин. Грнчаровата Голгота се кати, се рути и силно светнува македонската приказна. Ако патот ве однесе во Ерусалим, качете се во Давидовата кула. Ако ја има, можеби во некој агол ќе го пронајдете сонцето, ако го има, на македонецот Филип. Вие сте светлината на светот, им рече Исус. Нашето сменето знаме, од пратеничкиот кор, проста математика. По кисела вода училиштето се вика Васил Антевски Дрен. Зад бистата на овој човек, некако скромно со поглед во земјата, се уште е присутна фигурата на Јошко. Јошко, Јоже, јуначе, тука си ти уште, се разбира, таа држава беше посоцијална од ова што ни се нуди сега од натоцаните европејци. Јошко македонец уни заеден. Ни го бараат знамето после представата, од младинава. Делиме автограми, паѓа по некоја солза. Пусатот на актерот е во неговата слобода да ја зборува вистината. Зборот пусат, архаизам кој значи оружје или вооружување. Оттаму доаѓа и пусија, се вели фати пусија. Ах, тој речник. Си спомнувате ли за клеит или клето? Нема таков јазик, викаат грците. Нормално, нивниот јазик нема етимологија и ќе се види дека поголем број од зборовите од македонски, од новогрчки имаат македонска етимологија. Се слушнале за клето, тој му беше собеседеник на македонскиот цар на светот, а Александар во пијанство и бес го прободува со пусатот. Потоа се обиде да се субие, да се самоуништи, да си го одземе и својот живот од скрб. Клеит, клето, клетиот. Косово едно време си имаше и Метохија. Сега си остана само. За сега. Таму има проблем на двојазичност, религија, наталитет, заклет, заклетва, заклешти, клетва, клетвен, клетник, клетвеник. Се обидувам да ја раскажам приказната за убиениот. Еднаш Клеит му го спаси животот на македонецот во една битка. Копренус коматус. Убавина која се самоизедува. Не знам како му се допадна филмот. Можно е да ви се случи да не можете да си отидете дома. Феникиската керка не убедуваше дека ќе биде земја без граници. Европа е таа керката, реката Граник во Мала Азија. Зошто тогаш ставате граница преку срцата и душите на македонците? Зошто ми забранија во април оваа година влез во Пиринска Македонија? Сирачињата на европејство со турски збор во именувањето. Пролетта 334 година од македонската голема ера се избугари работава. Александар добива една битка на границата. Така ја гламноса и таа територија, Граник. Во речникот пишува, се има своја граница. Дали тоа го знае феникиската керка, блудница вавилонска? Во филмовите пишуваше сите сличности со луѓе и настајни се случајни и ненамерни. Дали верувате во тоа? Има македонци кои не можат да си појдат дома. Во Европата без граници. Лаж гени заедна сатанска, што кестори за нив поранешнава или не ја интересира, дали Македонија ќе и признае сукцесија на граѓанијава. Толку имиња, а ништо конкретно. Може би некој добива награди за тоа што немаме име, сигурно. Методија Патчев нема да дознае дека имаме две имиња, две знамиња, по едно за поранешнава, по едно за Македонија.
Зошто мора да се почитува тоа знаме на пратеничките предавници и кор? Сакајте го Кончаловски. Границата на реката Граник. Во Житар август 94 гостувавме во Албанија со келавата П на ЮНЕСКО. Спиевме во едно македонско семејство во Корча. Со децата зборуваа на албански за да не се чувствуваат фрустрирани кога ќе тргнат на училиште, односно за да го знаат албанскиот јазик. Таму нема проблем на двојазичност, на наталитет, на религија, зашто во Албанија нема турско малцинство. Во историите пишуваше сите сличности на македонците на Филип и Александар со овие денешниве се случајни и ненамерни. Дали верувате во тоа? Судбината на една печурка. Зошто македонците во Албанија немаат право да ги имаат истите права што ги имаат албанците во Македонија? Дали Македонија се само уништува? Босна порано имаше една Херцеговина. Сега си остана сама. За сега. Секој секогаш останува сам, рекол еднашка Меша Селимовиќ во еден свој роман. Така е, нели? Таму немаше проблем на наталитет, на двојазичност, но имаше религии. Ако народот е еден, верува во 3 различни вери, како се вика тоа? Различни кофи црпат вода од една иста река, ако се согласуваме дека Господ е еден. Јас зборувам за Татко на небесата и Господ Исус Христос, за живиот Бог. Печурки, габи, филмови, реката Граник и граници, отворени, затворени. Има македонци кои не можат да си појдат дома во европејството без граници, лаж гени заедна блудница вавилонска. Како се вика тоа кога немаш дом? Да не бидеме сирачиња, армакедонци мои. Прашање и одговори. Во пролет никнуваат габите, Димо Хаджи Димов, Коста Рацин, Васил Антевски Дрен, Лазо Трповски, имиња на образовни институции во кои гостувавме со представата ние. Тоа беше првата представа која го постави прашањето кои сме ние. Во представата се појави апостол Павле со Лидија, се појави Александар Македонски со Олимпијада. Само еден скромен обид да се врати верата во непобедливоста на македонската приказна, како што веруваат сиките. А се почна во неможноста да се појде дома. А ние имаме дом, подобра небесната ткорина по Господ Исус Христос, но тоа е друга димензија, тешко разбирлива за телесните луѓе. Вистинска убавица е таа печурката. Судека не почна да се јаде самата себе од бела светлина, како некој фотон материализиран, се претвара во црна точка. Чувствувам потреба да ги споменам имињата на театарската фалангистичка формација од представата ние. Валентина Божиновска, денеска колешка на факултетот за драмски уметности, Бети од македонска телевизија, не ги знам минското презимето на сопругот, Страшо Милошевски, Владо Денчов и јас. Бидете ми добра мисла до следната средба. Видете, македонец не е само етнос и еднос, туку духовна сила и величие, и да не живееш како примитивниот свет, да ја следиш следственоста што ти ја дал Господ Исус Христос, односно благодата Божја дадена на црквите македонски. Еве лее овој дожд, ова жива вода нека ја измие, како што вели Блаже Коневски, сета омраза, сиот страв, сиот бес, сето негирање, дрогата, алкохолот, криминалот од Македонија, да не измие во водна бања во Словото и Македонија да се врати во собственост, во победата на вечната љубов на Господ Исус Христос. Амин.